Мечот на македонската фудбалска репрезентација со азурите ќе преполни арената Филип II за овој меч, но и за шансите на нашите најдобри фудбалери. Зоран Цветановски, Зоки, италијаните се далеку подобри светски тимови. Какви се нашите шанси? И дали навистина сите билети за надпреварот се веќе распродадени? Најпрво околу шансите, се разбира дека италијанците се фаворити, нашите момчиња како и секогаш веројатно ќе дадат се од себе за да бидат добри. Што се однесува до арената, првиот ден од продажбата на билетите ветува, но со нас го имаме тука портпаролот на Фудбалската федерација на Македонија, Златко Андоновски, кој ќе ни каже повеќе детали околу тоа. Андоновски, добро дојдовте во вестите на Канал 5. Прашањето е прв ден од продажбата на билетите за мечот со Италија. Одлично оди. Тука е Израел во пакет. Претпоставувам дека арената ќе биде полна. Ние веќе повикуваме на фудбалско востание. Забораваме една работа, можеби најбитниот надпревар во поновата фудбалска наша историја. Македонија против Шкотска, се бориме за директен пласман на Европско првенство, се игра на 11 октомври, на државниот празник, но и заради надпреварите на репрезентацијата кои се играат на 6 и 9 октомври, атрактивни противници, но треба да ја наполниме арената не заради Израел, уште помалку за Италија, колку и да звучи чудно, туку заради нас, заради Македонија. Ветува, спомнавте на најавата дека првиот ден од продажбата на билети ветува, продадени се повеќе од 3000 карти, блок влезници за Израел и за Италија. Надпреварите се играат на 6 и 9, тоа е добар предзнак дека ќе имаме полна арена, полна поддршка. Сите се надеваме дека Пандев и друштвото ќе одиграат за себе, за Македонија, за рейтингот, да го подобриме, да одиме скалило понапред и после 3 дена од тој надпревар со Италија, после 2 дена тоест, сите заедно да ја бодриме младата репрезентација на Македонија, да избориме директен пласман на Европското првенство во Полска идната година. Ова кај нас прв пат се случува, претпоставувам сениорите нема да ни замерат и селекторот Игор Ангеловски. Тие како увертира за младинците, но овој пат момците на Благој Милевски навистина заслужуваат, еве да речеме и некое повеќе внимание, затоа што навистина е мечот историски, веројатно и можеби не знам кога повторно ќе ни се укаже шанса да одиме на Европско првенство. Па можеби само Благоја Милевски сметаше после тој пораз од Исланд на отворањето од квалификациите од 3:0 дека ќе врземе 8 надпревари без пораз, дека ќе играме одлични партии со Франција, дека 2 пати ќе ја победиме Украина, дека ќе издвојуваме 2 победи против Северна Ирска, нагости триумф против Шкотска и да се најдеме во ситуација сами да решаваме за нашата судбина, за пласман макар во баражот за Европско првенство, бидејќи надпреварот на Исланд ќе биде многу значаен со Шкотска и со Украина. Тие треба да кикснат на еден од двата надпревари за ние да се најдеме во позиција со победа да се радуваме на пласман на Европско првенство, но момците го остварија тоа, го сонуваат тоа, живееа за тоа, се бореа за тоа и заслужуваат овие трибини да им дадат полна поддршка, да навиваме од срце за македонската репрезентација до 21 година. Предходно да се надеваме дека и избраниците на Игор Ангеловски ќе дадат се од себе да остварат позитивен резултат. Можеби победа со Израел, добра игра со Италија. Италија сама по себе е голем противник, прв пат доаѓа во Македонија, предизвик огромен и се надеваме дека тоа ќе биде дополнителна причина за фудбалска еуфорија во тие 5 дена за македонскиот фудбал. Андоновски, благодарам за учеството во овие вести. Лидија, ете тоа беше Златко Андоновски, портпаролот на ФФМ. Значи, во серија имаме 3 меча на нашите фудбалери. Италија не е спорна, верувам дека арената ќе биде преполна, сите звезди, супер звезди, меѓутоа еве ги повикуваме уште еднаш сите љубители на фудбалот, значи понад преварите со Израел и Италија, повторно 2 дена подоцна дојдат на арена и да им дадат поддршка на младите момци кои против Шкотска ќе барат пласман на Европско првенство, што секако е голема работа.